Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги гледачи, поздрав од студијето на Адвентистичко радио Глас на надеж од Каларци. Денешната емисија, Извор на надеж, ја започнуваме со еден убав библиски текст кој го наоѓаме во Псалам 46 глава, првиот стих. Бог е наше прибежиште сила, помош во неволја. Наистина, во моменти на криза, во моменти на неизвестност, човекот лесно се чувствува беспомошно. Например, се возите во автомобил, мраз, се е замрзнато и колата не може да ја контролират. Јас сум го тоа доживеал. Колегата возеше автомобил, ние бевме неколку внатре и одеднаш изгуби контрола. Идовме на мраз, подмрзнат асфалт и тој го врти воланот лево-десно, но ништо. Колата оди по инерција. Како го води, како е силата на самата кола, значи како вози, дали оди брзо или поспоро. Така и во нашиот живот. Во време на криза и на неизвестност, ние губиме лесно чувство на безпомош, тоа сме безпомошни. Не може да се фатиме на нешто, да има некоја чврста основа. Но Библијата не подсетува дека Бог е секојаш блиско и во такви моменти. Тој не е далечен наблюдувач, туку присутна помош во секоја неволја. Ова сознание ја раѓа вистинската надеж. Давид вели, Бог е наше прибежиште и сила, помош во неволја. Знаете, Бог колку е оддалечен од нас, колку што трае една молитва. Еве само ќе ве подсетам на апостол Петар, кога тонеше во езерото. Христос е таму, на неколку метри, тој го гледа и вели Исусе, дали јас можам да дојдам кај тебе? Исус одел по водата. Исус му вели, ајде, тргни. И тој тргнал. Но во еден миг се свртил назад да ги види своите ученици и пропагал. Таа врска со Христа била прекината и тој почнал да тоне. Но тој се моли само со два збора. Господе, помагај. И во истиот миг Господ Исус Христос му помага. Значи, Бог е оддалечен од нас, колку што трае една молитва, но Божја волја е дали ќе ни помогне или не. Наше да бараме, да се надеваме. Петар бил навистина избавен, но тој ја пробал водата, ја вкусил водата, би рекол тоа езеро. Исус немал намера да го удави Петрата, туку да му покаже да не се надева на себе. Зашто? Ете каква е нашата сила помилива. Нека и во овој ден, драги пријатели, Бог биде наше прибежиште и сила, помош во секој неволја во кој ние ќе се најдеме. Да видиме сега молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Sa jednom željom sada stojim pred Tobom, Isuse, svoj pogled upravljam gore, zahvalan Tebi, Isuse, o hvala, hvala za ljubav, za radost
svaku molbu, svaki vapaj. Dok šaljem tebi glor, ja mogu siguran reći da uvijek daješ odgovor. O hvala, hvala tebi spase, što čuješ molitve, što pružaš svoju ruku i što praštaš mi sve. Lekni i moli se, moli se, budi zahvalan na svemu, sad Bogu svom. Lekni i moli se, moli se, budi zahvalan na svemu i moli se. Budi zahvalan na svemu i moli se. Искушувањето на Христа почнува да го учи народот и да проповеда во Назарет и Капернаум, каде што ја исцелува бабата на Петра и многу болни. Глава 4. Исполнет со Дух Свети, Исус се врати од Јордан и беше одведен од Духот во пустиња. 40 дена го искушуваше ѓаволот и ништо не јадеше од тие дни. А кога изминаа тие, најпосле огладне. И му рече ѓаволот: ако си син Божји, кажи му на овој камен да стане леб. А Исус му одговори и рече: Напишано е дека не само со леб ќе живее човекот, туку и со секој збор Божји. И кога го одведе на една висока планина, ѓаволот му ги покажа наеднаш сите царства во светот. И му рече ѓаволот: тебе ќе ти ја дадам сета оваа власт и нивната слава, зашто мене ми е предадена и ја давам кому што сакам. Ако ми се поклониш, сето тоа ќе биде твое. Но Исус му одговори и рече: Бегај од мене, Сатано, оти е напишано: на Господа твојот Бог клањај му се и само нему служи му. И го одведе во Ерусалим и го постави на храмовиот покрив, па му рече: ако си син Божји, фрли се од овде долу, зашто е напишано: на ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те запазат и на раце ќе те земат, да не биде некако да ја сопнеш ногата своја на камен. И Исус му одговори и рече: Кажано е: не искушувај го Господа својот Бог. Па како заврши ѓаволот со сите искушенија, отиде од него за некое време. И се врати Исус во Галилеја во силата на Духот и се разнесе глас за него по целиот тој крај. А он поучуваше по синагогите нивни, прославуван од сите. И дојде во Назарет, каде што беше одраснал, и по обичајот свој влезе еден саботен ден во синагогата, па застана да чита. Му ја подадоа книгата на пророкот Исаија и он што ми ја отвори, го најде местото каде што беше напишано: Духот Господов е врз мене, затоа ме помаза да им соопштам радосна вест на бедните. Ме прати да ги исцелам сокрушените по срце, да им проповедам на заробените ослободување и на слепите прогледување, да ги пуштам на слобода на патените, да ја проповедам благопријатната година Господова. И кога ја затвори книгата и му ја даде на слугата, седна, а очите на сите во синагогата беа вперени во него. И почна да им говори: Денес се исполни ова писмо што го чувте.
И сите му посведочија и се восхитуваа на неговите благодатни зборови што излегуваа од устата негова и велеа: не е ли овој синот на Јосифа? А он им рече: Секој од вас сигурно ќе ми приговори: лекаре, излекувај се сам. Направи го и овде во твојот роден крај она што чувме дека се случило во Капернаум. Па им рече: Вистина ви велам, ниеден пророк не е мил во земјата своја. Навистина ви кажувам, имаше многу вдовици во Израилот во деновите на Илија, кога се затвори небото 3 години и 6 месеци и настана голем глад по целата земја. И при ниедна од нив не беше пратен Илија, но само кај вдовицата во Сарепта Сидонска. И мнозина беа лепрозни во Израилот при пророкот Елисеј, и ниеден од нив не се очисти, освен сириецот Нееман. А кога го чуја тоа, сите во синагогата се исполнија со гнев. Па како стана, го истераа надвор од градот и го одведоа на врвот од еден рид, каде што беше созидан нивниот град, за да го турнат од озгора. Но он си помина меѓу нив и си отиде. И слезе во Капернаум, во градот Галилејски, и ги поучуваше во саботните денови. И се чудеа на неговата наука, зашто словото му беше со власт. Во синагогата се наоѓаше еден човек, во кого имаше нечист бесовски дух, и тој извика гласно: О, што имаш со нас ти, Исусе Назарече? Си дошол ли да не погубиш? Те знам кој си. Ти си светец Божји. А Исус му забрани говорејќи: Молкни и излези од него. Па откако го кутна насреде, бесот излезе од него и ништо лошо не му направи. И сите се оплашија и расудуваа говорејќи помеѓу себе: какви се овие зборови, со власт и сила им заповеда на нечистите духови и тие излегуваат. Па се разнесе глас за него по сите околни места. Штом излезе од синагогата, влезе во куќата Симонова, а бабата на Симон имаше силна треска и го помолија за неа. И како застана над неа, он ја отстрани треската и таа ја остави. И жената веднаш стана и им служеше. И на заедисонце сите што имаа болни од разни болести ги доведуваа при него, а он, возлагајќи раце над секого од нив, ги исцелуваше. Од мнозина излегуваа бесови со викање и велеа: Ти си Христос, Син Божји. А он забрануваше и не им позволуваше да кажуваат, оти знаат дека е он Христос. Кога се раздени, он излезе и отиде на осамено место, а луѓето го бараа, па кога дојдоа при него, го задржуваа да не си оди од нив. А он им рече: И на другите градови треба да им соопштам радосна вест за Царството Божјо, оти затоа сум пратен. И проповедаше по синагогите галилејски. Evo ga preljeće brda, Jeruzalema, svoju zaručnicu traži, poziva na ples vjernosti. Ješua,
Побунета планета. Небото над Еден се уште беше сино. Новосоздадената планета не ја изгубила својата убавина. Не ја нарушила никаква бура. Ниту еден цвет се уште не завенал. Ниту еден лист не отпаднал. Сепак не било секако што треба под синото небо. Градината била празна. Низините првобитни жители протерани од домот што требало да биде нивен за секогаш, стоеле пред влезот и плачеле. Ангелите со пламени мечеви им го забранувале пристапот во Едемската градина. Никаква закана или сила не ги принудила на таа трагична одлука. Тие сами избрале да вкуснат од плодот на забранетото дрво. И веднаш се почувствувале некакви последици. Може у почетокот не, но всушност неколку моменти подоцна почувствувале чудно возбудување поради својата побуна. Зарем змијата не беше во право? Дали е можно дека постигнале некоја повисока сфера на постоење, токму како што змијата им ветила? Но, почитувани пријатели,
Потоа возбудувањето исчезнало. Тие знаеле, како што Адам тоа веќе го знаел, дека сгрешиле. Знаеле дека мора да умрат. Биле уплашени, ужасно исплашени. Исчезнала облеката на светлина што претходно ја носеле и останале голи. Во паничен страв собрале лисја од смоква и ги поврзале околу себе за да ја сокријат голотијата. Чекале и Адам и Ева, исполнети со чувство на вина и страв. А потоа при крајот на денот, кога сонцето отишло на запад, кога се разладило, слушнале глас на својот Создател кој дошол да ги посети. Бил толку благ, толку чудесно благ, но тежината што ја виделе во неговите очи никогаш не ја заборавиле. Дури не знаеле колку го сакале, се додека не го повредиле. Сепак, веднаш штом се појавил гревот, се појавил и Спасителот. Тој истиот ден, Божиот Син проговорил кон змијата додека тие слушале. И ќе метнам непријателство помеѓу тебе и жената, и помеѓу семето твое и семето незино. Тој ќе ти ја здроби главата, а ти ќе го гризнеш во петата. 1 Мојсеева 3:15. Кривиците не ја разбрале ова Спасителево ветување, но почувствувале дека во него има некаква надеж. Потоа Создателот им направил облека од животински кожи. Биле згрозени кога сватиле дека она што го направиле чинело живот на таа невина животинка. Смртта завладеала нова наша планета. А потоа Божиот Син, иако со неволја, ги протерал од градината. Сега плачеле сами, сакајки само едно – да се вратат во својот дом, што така лесно го загубиле. Завршил еден страшен ден и не можеле да го вратат. Сами направиле свој трагичен избор. Сонцето зашло на запад, а двајцата луѓе на кои им бил забранет пристап до дрвото на животот веќе почнале да умираат. Токму како што рекол Бог. И што сега да прават? Што ќе стори сега Бог? Што ќе стори сега сатаната? Ова е приказна за борба, за удар и контраудар. Приказна за трагедија, но секако и надеж. И за животна драма што ќе се одигра на отворена сцена на Вселената, која е целото небо. И сите светови ќе ја наблюдуваат со внимание и чудење. Паднатиот ангел знаел што ќе направи. Тој веќе ги имал своите планови. Се радувал, ликувал што внесол трагедија во среќниот свет. Слушнете го како се фали пред Христос и неговите верни ангели дека ќе ја направи ова планета штаб на својата побуна. Сепак, сатаната не бил сигурен што ќе стори Бог. Сигурно дека нема да се труди да ги брани само тие двајца луѓе на таа мала планета на работ на Вселената. Доволна би била само една негова реч за тој да исчезне во пламен за секогаш. Само неколку искри би полетале нагоре и никој повеќе не би ги забележал. Но неговиот бунтовен почитувани бил вознемирен од зборовите што Бог ги изговорил уште таму во Едемската градина. Се запрашал што би можеле да значат, кој е тој што еден ден ќе му стане на главата и ќе ја скрши. Што е да значиле тие зборови? Не ветувале ништо добро за него. Сигурно Божиот Син нема да го остави престолот и обожувањето на ангелите и лично да дојде на овој свет за да се спротистави на неговото управување со луѓето, се прашувал сатаната. А може би и ќе дојде. Не ни слутел дека во мислите на Спасителот била скриена Голгота. Се замислувам како Бог седи со Адам и му објаснува дека платата за гревот секогаш е смрт. Некој мора да умре за тоа. Како потоа доведува јагне и му кажува на Адам да му го одземе животот.
Адам се ужаснува од таквиот чин. Тоа мало јагне не сторило ништо зло, токму тој, Адам, заслужувал да умре и Создателот, оној што го нарекуваме Исус, објаснува дека Бог не сакал никаква жртва. Бог не ужива во пролевање на крв, почитувани. Сепак Адам и секој друг грешник мора да се потсети дека неговиот грев еден ден ќе бара живот на невиното Божјо јагне. А кој ќе биде тоа? Сам Создател. Адамовите чувства тешко можат да се изразат. Да, бил обземен од ужас, вина, но и љубов. Иако му е простен гревот, 9 долги векови ќе носи со себе сознање дека неговата побуна ќе чини живот на самиот негов Создател. Сатаната се тоа го наблюдувал и не можел да разбере што би можело да значи жртвата на јагнето. Но тој бил внимателен наблюдувач и заклучил дека Исус навистина ќе возможи спасение на човечкиот род. Затоа тој, Сатаната, одлучил да се подготви за напад, да ја направи оваа планета безвредна, да му го отежни животот на Спасителот, за да го одврати од планот да ги спаси луѓето. Немал долго време, а на Адамовото семејство прво му се придружил Каин, а потоа и Авел. Ева се надевала дека Каин може да биде оној ветениот спасител. Наместо тоа, тој станал првиот убиец на светот. Еве како се случило тоа. Авел, послушен на Божјата заповед, принесол јагне за жртва. Но на Каин му било одбивно пролевањето на крв, па наместо тоа тој принесол жртва од своите плодови, земјоделски плодови. Направил замена, религија на замена, заменето обожавање, исто што паднатиот ангел прави денеска. Кога Бог ја прифатил жртвата на Авела, а го одбил Каина и неговата жртва, Каиновиот гнев немал граници и го убил својот брат, вели Библијата. Адам и Ева плачеле за првиот увенат свет, за првиот отпаднат лист, но неизмерна била болката додека пред нив лежел нивниот безживотен син. Поминале 15 векови. Планетата се уште ја задржувала својата рајска убавина. Небото се уште било сино. Дождот никогаш не паѓал. Земјата ја навлажувала само блага роса. Прва Мојсеева 2 глава 5 и 6 стих. Изненадно еден старец започнал на еден рид да гради огромен брод. Се прашувале зошто. И Господ виде дека човечката нечистота беше голема на земјата и дека секаков помисол на нивните срца секојаш беше лош. Прва Мојсеева 6:5. 120 години Ное работел на бродот, градејќи го според Божите планови, според Божите упатства и предупредувајќи ги луѓето дека ќе дојде голем потоп. Но тие се смееле. Стариот човек и неговиот брод за нив биле само туристичка атракција. И знаете што? Конечно бродот бил готов. Но е упатил последен свечен повик, последно предупредување до луѓето да му се придружат и да влезат со него во бродот. Но тие само се смееле, се подсмевале. Изненадно сите замолкнале. Не се смееле кога виделе животни од сите видови, диви и домашни, планински и шумски животни, како одаат, безвидлива рака да ги води, право влегуваат во бродот. Потоа бучно, како налет на ветер, долетале птици од сите краеви и го покриле небото, летајќи во совршен ред, право во бродот на Ное. Потоа, вели писмото, влегле Ное, неговото семејство. Никој друг не се осмелил да се изложи на подсмевот на светот и да им се придружи. Подсмевачите биле зафатени од паничен страв, кога виделе блесок на остро светло како се распарчува небото. Потоа еден блескав облак,
посветол од било какво светло, се спуштил од небото и невидливи раце го затвориле бродот, односно ја затвориле големата врата на бродот. Сега никој повеќе не можел да влезе. Небото се уште било сино, без никакви знаци на катастрофа, што е најавил Ное. Луѓето повторно почнале да се подсмеваат. 7 дена не се случило ништо околу бродот и луѓето каде што живееле. На 8-миот ден се случило побрзо отколку што можеле да замислат и да се опише. Се навлекле темни облаци, громови, молни, крупни капки дожд, а потоа изгледало како водата да се лее од облаците во големи млазови. Реки вода јурнале од земјата со неизберна сила, фрлајки големи камења и карпи во височина. Луѓе и животни во паничен страв се обиделе да најдат возвишено место. Но ниту едно место не било безбедно за нив, освен бродот на Ное, а Бог ги веќе затворил вратите. Целиот човечки род, освен 8 луѓе во бродот, иштезнал во темните води, сакајќи да слушнеме само уште еден повик од устата на Ное. Тие сакале да слушнат уште еден повик. По потопот борбата продолжила. Пак имало удари и контраудари. Некои битки ги добил Бог, а некои сатаната, почитувани. Се чинело дека Бог е во неповолна положба, бидејќи сатаната можел да се послужи со секакви лаги, со секакви измами. Но Бог не сакал тоа. Требало да почека момент кој ќе ја брани вистината на својата реч и на својот пат. Бог се обидувал да спасува, да спаси, а сатаната да уништи, да уништува. Била тоа стратегија на побуна спротивставена на стратегијата на Божјата љубов. Потоа дошол судирот во Вавилон, кога луѓето одлучиле да се спасат од следниот потоп така што ќе изградат кула чиј врв ќе допира до небото. И Бог слегол, вели Библијата, им ги помешал јазиците така што не можеле да го завршат започнатиот труд. Прва Мојсеева 11 глава од 1 до 9. Потоа дошол Египет, каде тврдоглавиот цар, односно фараон, одбил да го пушти Божиот народ да замине се додека земјата не била опустошена од Божите казни, се до последната, 10-та казна, кога во секој египетски дом останал по еден мртов човек. Прочитајте ја таа приказна, тој извештај што започнува во 7-та глава од 2-та книга Мојсеева. Потоа дошла гората Синај, кога Божиот син, оној што го нарекуваме Исус Христос, слегол на земјата и со својот прст ги напишал 10 заповеди на камени плочи. Втора книга Мојсеева, 20 глава од 2 до 17. Исус на Синај, да, апостол Павле ни кажува дека Исус бил оној што ги извел израелците од египетското робство. 1 Коринтјаните 10 од 1 до 4. А кај Немија читаме, исто така во Немија 9 глава 11 до 13 стих, дека оној што ги извел од Египет бил ист оној што слегол на Синај. Сепак сатаната чекал, подготвен со контраудар. И кога Мојсей слегол од гората со камените плочи во рацете, го затекнал народот доле, Божиот народ како му се поклонува на златното теле. Тоа го читаме во 37 глава од 2-та книга Мојсеева. Замислете, почитувани, како му било на Мојсей, а како ли му било на Бога. Неговиот народ толку брзо ја отворил својата верност и толку брзо се заборавил. Тоа често се случувало во следните години кај Божиот народ. Срцето на Создателот често било тажно, додека ја наблюдувал планетата и гледал како се издига чад од олтари на некои туги богови, иако тоа можело да се очекува од оние што не сакале да знаат за него. Но кога и неговиот народ следел други богови, тоа ужасно го болело. Така било и во деновите на пророк Илија.
Тоа било време на голем судир на врвот на планината Кармил, кога 400 валови пророци на Богот Сонце, се бореле против единствен Божи пророк. Било време кога луѓето требале да одлучат кому ќе му служат. И одекнал тогаш повикот на Илија: до кога ќе колебате на двете страни? Ако е Бог, следете го; ако е Ваал, следете го него. Прва Царевите 18:27. И тогаш, вели Библијата, слезе оган. Секој живо суштество на Кармил и секој што наблюдувало долината, дури и валовите пророци, дознале кој е вистинскиот Бог. И така, почитувани пријатели, продолжило. Удари и контраудари, игри и контраигри, а кима уште, судирот се уште не е завршен. Кој ќе победи? Септември 1977 година во Канзас Сити се собрале 15.000 христијани. Чувствувајќи ја енергијата на публиката, говорникот високо ја подигнал својата Библија, додека неговите зборови одекнувале низ големата сала. Ако освоите врвовите на оваа книга, Исус ке победи. Масата заурлала во возбудување и го искажала своето одобрување со 10-минутни овации и аплаузи. Да, Исус ке победи. Побуната се приближува кон крајот, но тој ден се уште не дошол. Во која група ние ќе се најдеме? Јас не знам зошто Исуса ме засака, ми прости се, ме фати за рака. За секогаш ке гледам јас кон Голгота, кон крстот кај што умре за мене. Чудесна милост кон мене тој покажа, ми прости се, ме фати за рака.
Драги пријатели, драги гледачи, полека доаѓаме до крајот на ова наша денешна емисија. Пред да се одјавиме, да одеме до самиот крај, би сакал и денес да ви понудам бесплатна книга, Библијата, Свето писмо, брошурено издание, значи меко издание што би се рекло, но книга над книгите. Ви ја подаруваме бесплатно, доколку ни се јавите на нашиот дежурен телефон 077-819-828 или ни пишете порака. Значи на нашиот мејл го имате доле на дното на екранот, слободно пишете ни, порачете за вас, за ваши пријатели, а ние ќе ви испратиме по пошта. Доколку сакате да изучувате Библијата, по дописен пат ви нудиме бесплатен курс на дописната библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Дојдовме до самиот крај на ова наша денешна емисија Извор на надеж, драги гледачи. Ви благодарам што бевте денеска со нас. Поздрав до сите вас од Македонија кои не следите, но и од соседните земји. Има и во Австралија, во Америка кои не следите, значи секаде ете испраќаме поздрав од нашето студио и ви посакуваме секој добро од Господа и ви закажуваме нова средба да не следите и во наредната емисија. До тогаш останете со здрави. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.